добрододовте во Македонски идол. Шоуто кое што има за цел да го пронајде најдобриот глас во Македонија. Така е, Македонскиот идол е тука некаде, но ние треба да го пронајдеме. А за тоа ќе ни помогнете вие со тоа што ќе го изгласате. Се наоѓаме пред Метрополис Арената, местото каде што 12 најдобри кандидати ќе треба да се представат во гала вечерите. Но дотаму треба да стигнеме. Епа, да почнеме. Поседивме 10 градови од нашата држава. Не остана глас кој што не беше слушнат од нашето стручно жири, нормално од пријавените. А имаше многу кандидати во сите градови. За среќа видовме многу вакви кандидати. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? Сонце не ме гре, каде сам и на ти. It's got to be perfect. Cambio inesporo sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad. Мислата твоја, зборот твој душа ми гре. А немаше да видиме се доколку немаше и вакво нешто. Life is a book and you gotta read it. Life is a story and you gotta tell it. What do? Will like mistrust me? And you went to far, but you're dead. Оди, не враќај се, ти веќе не си... Това не можеш да го спембаш. Те засака баш тебе, ти секогаш ги знаеше сите желби. Веруј ми, проđe mi. Зашто тебе да носим на души? И првите и вторите мислат дека знаат да пеат. Ние не осудуваме, ние само бираме. Нема лутање. Штом се договоривме, Може да почнеме. ова е Македонија на на идол. Кога ќе влезете во аудицијската сала, ќе ве чека тричлено жири. Првиот од нив ќе биде многу темелен во своето оценување и ќе бара од вас да испеете многу песни. Но најлесно ќе поминете ако му зборувате за блуз. Ако успеете да ја контролирате возбудата што се наоѓате пред една таква карпа од човек, во духовна, интелектуална и каква се не смисла, ако успеете да останете на нозе додека ви дава да или не, тогаш ќе понесете многу голем спомен со себе. Ќе се сеќавате дека сте разговарале директно со Игор Џамбазов. Ама исплашив, нели? Право да ти кажам, многу не исплаши. Игор Џамбазов е македонски актер, шоумен, ТВ-водител, музичар, писател, режисер на музички спотови, текстописец, а има и обид да влезе во политиката. Уметничката атмосфера која владееше во семејството Џамбазови, мошне рано го внесе малиот Игор во светот на музиката. Во 1992 година ја исполнува носталгичната Време за плачење, која добива втора награда од публиката. Новите концерти во 1998 година беа повод за најновите проекти на Џамбазов. Во студиото Enterprise на Валентино Скендеровски ја реализира обработката на хитот на Eagles Хотел Калифорнија во негова верзија Хотел Македонија. Игор Џамбазов 3 пати е прогласуван за најпопуларно ТВ лице на годината. Игор Џамбазов. 2 пати за артист на годината и 6 пати за водител на годината. И не случајно го доби епитетот Македонскиот шоумен. Сакам да сум јас, тетелина.
Земи ме за да не си сам. Сега е дел од жирито на македонскиот идол и многу ќе зависи од неговото да или не, дали кандидатите ќе ја пеат Шток ми бејби или Време за плачење. Шток ми бејби, кој прв ке се опие. На Facebook е отворена група да собереме 10.000 луѓе за Игор Џамбазов да гостува во Опуштено. Да се јавеше. Ние собравме приближно толку кандидати и ги викнавме да му запеа. Барам човек што ќе знае добро да пее, добро да се однесува, добро да изгледа. Со еден збор барам звезда. Не сум сигурен дали треба да биде првиот македонски идол дебел или слаб, црнка или русокоса, но сигурен сум дека треба да биде оној вистинскиот. Ајде, вие и ние од жирито заеднички да го создадеме првиот македонски идол. И едно предупредување. Кој да биде, тоа ќе биде огромен товар за него, животот тотално ќе му се промени. Подготвени сте за такво нешто? Секој од кандидатите кој што стигнал до тука мисли дека го има она, вистинското. Освен жирито кое што ќе ги ослободи од илузиите, тука сте и вие. Вие со вашите гласови ќе ни помогнете да го избереме единствениот македонски идол. Се што ви е потребно е телефон, прст по слободен избор и гласате. За кого? Мислам дека Бојан Стојков е истиот и пред идол и по идол. Се смена е многу работа, само после идолот, инаку се надевам дека како личност јас ја останав истиот. Ако беше македонски идол, ќе се пријавев на македонски идол. Тие што сега се пријавуваат, им давам еден совет дека треба сепак да се има некаква стратегија. Кога пеевме, кога ќе видевме македонското знаме, тогаш се чувствувавме како македонски идоли во друга рече. Идол. Што значи да се биде идол? Може да си фраер во мало или шмизла во град. Може да те обожаваат 15-20 луѓе. Но што значи да те обожава цела држава? Да си толку славен, што од секој град ќе се враќаш натоварен. Во Тетово со јаболка, во Прилеп со банани, во Штип со пастрамајли. Додека влегуваш во автомобилот со личен шофер, милион девојки вриштат по тебе, ако си машко. А момците те гледаат со сјај во очите и раце во џебот, ако си женско. Да знаеш да го поднесеш товарот на славата и насмеан да даваш автограми кога си најуморен. Треба ли да кажеме дека е неопходно да знаеш да пееш? Се уште мислиш дека ти си роден поп-идол? Прв македонски поп-идол. Не би сакала да бидам на местото на женските кандидати со оваа дама во жири. Мислиш дека на машките кандидати ќе им биде полесно? Нема да биде лесно, ниту за едните, ниту за другите, но таа секогаш е подготвена да ги изслуша и да им даде втора шанса. Дамата која што знае како е да си на врвот и точно знае дека секој од кандидатите тоа го посакува. Единствената дама во нашето жири, идол на многу од кандидатите е Калиопи Букле. Калиопи Букле е познат и истакнат македонски уметник, вокален интерпретатор, композитор и текстописец. Често е нарекувана поп дива или кралица на македонската поп музика. Во Македонија важи за вонсериски уметник од светски калибар, кој покрај изворените вокални способности во рамките на поп музиката, изведува и компонира музика за филм, театар и балет. За песната Само ти освојува Гран При. Во декември 1998 година Калиопи го објави својот прв соло албум, а трет во целокупната кариера – Обои ме. На почетокот на 2001 година Калиопи официјално го објави својот втор албум Ако денот ми е ноќ. Во екот на конфликтот во Македонија од 2001 година Калиопи го објави видеозаписот на песната На пат до Македонија. Работи непрестајно, но најде време да ги слушне оние кои го делат истиот сон како неа.
На нашиот престол седнуваме и една кралица. Само можам да си замислам како се чувствуваат децата кога доаѓаат ново избор и треба да застанат пред тројца авторитети како што сме ние. Посебно пред мене, се шегувам. Од стручен музички аспект најмногу им се свртени очекувањата кон мене, бидејќи јас сум она која што го живее веќе долго тој сон за кој што сега тие сонуваат, но секој мора да се избори до крај, бидејќи ова е сепак надпревар. Тука нема прогледување низ прсти. Тука нема штедење и многу е сурова оваа приказна. Да се биде македонски идол не е лесна работа. Одиме на реклами, но немојте ни да помислите да го смените каналот. Ке ви го пуштаме ова. На репит. Кога е поканишки черчанка на кафе, знаеш што вика? Неќу кафе, пијана су какао. Кога бев мала, многу сакав да имам сестра близна. Заедно ќе се омажите за исти човек? I'm back, I'm back. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Од каде си, Софија? Од Кичево. Кичево? Да. Софија, од Кичево си! Тишина, тишина! Вечерва. Ја имаме честа да ви ја представиме. Нашата нова хероина. Убавица. Во светот на бедата и сиромаштијата. Влюбена во човек кој може само да ја го даде своето срце. Ќе се венчаме, ниту татко ти, ниту пак законите, никој нема да може да не спречи. А таа сонува за живот на кој сите ќе завидуваат. Вечерва започнува незиното патување кон животот за кој мечтае. Но на патот кон богатството и моќта нема место за вистинска љубов. Звездата на Долина на волците, Озгу Немал, во најскапата турска серија Имотот на дамата. Фарбањето е 0 денари, ама за миење и фенирање се наплатува дополнително. Пишува таму на таблата. Не прочитавте? Не. Кај нас, нулата е на вистина нула. Со One Mobile Postpaid и One Business зборувајте за 0 денари со сите One корисници. Плюс 6 месеци не плаќате претплата за Postpaid линијата. Преминете во One и бесплатно задржете го постоечкиот број. Без финти и скриени трошоци. One. Секаде заедно. Фанта! Свртина игра! Во миговите, што си ги посветуваме себе си, сакаме да уживаме во вкусот што трае. Нов облик на уживање. Најлепше желје, чоколадца. Штарк. Што се добиваш за 6990 евра? Нов Hyundai i10. Совршено добра комбинација. Мал, но супер голем јунак, со екстра добри квалификации. Комфорен, силен.
Практичен, убав, неодорлив, па и ефтин и неверојатно достапен. Hyundai i10 за 6.990 евра. Сега и никогаш повеќе. Стартуваја и возија твојата Hyundai приказна. Тестенините дивела се раѓаат од срцето на зрното тврда пченица. Се обликуваат по најразлични форми за да се ужива во нивниот вкус и арома. Дивела, медитеранска страст во светот. Голема наградна игра на Stop and Go. За секоја купена зимска гума Хенкок стануваш учесник за главната награда автомобил. Вистински урбан јастреб. Mazda CX-7. Со моќен дизел мотор, комплетно опремен, со цена од 31.490 евра. Одлични кредитни услови, во соработка со Шпарка се банка. Vem pak si čudije di për këto partitë shqiptare që janë qeveri. Qeveri këto sikur me konë shit. Besoni që me këtë regjistrim do të humbin shqiptarët katastrofë dhe del numri nër 20%. Kjo qeveri në të mendon, se qoftë se mendon se numrin e shqiptarëve të voglan në këtë mënyrë, dhe kështu me mbashtrime, mendoj se pasojat do të jenë shumë të mëdha këtij shteti. Секој твој ден исполни го со свежина и виталност. Од срцето на природата. Од длабочините на земјата недопрени од човекот. Природна и чиста. Вистинска рамнотажа на вода и минерали потребни за вашето здравје. Пела Роса. Земете дел од природата. Некои го обожуваат вкусот на лимон, други го сакаат остриот допир на кинин. Искусните само уживаат. Швепс за искусни. Сега со неодолива цена од 60 денари. Фондација Рамковски слави 136 години од раѓањето на големиот Крсте Петков Мисирков. Ве покануваме на свечен концерт со учество на ансамбл на народни игри и песни Орце Николов и интерпретаторките Даниела Темелковска и Ани Малинкова. 17 ноември, 20 часот. Дом на Арама. Во вториот дел од патувањето низ Етиопија. Ова се пределите каде се развило христијанството. И зошто ова земја е врв на светот. И кој владее таму? Во светот на дланка, во недела. Во недела наутро поцртаните филмови. Гледајте ББ магазин за да дознаете дали да вежбате во последниот триместар од бременоста. Какви проблеми може да предизвика гестацискиот диабетес? И која е детската дефиниција за здравје? Ве очекуваме во недела во 11 часот. Во понеделник, во кога лисијата паѓаат, ке гледате. Одлуката ми е конечна, Гюлшен. Ке се спасам од овој пекол. Има ли доволно надеж? Джим не бил само малку глуп. Уште не знае во каква стапица паднал. И волја да се насмееш. Се исплаши. Ти велам дека девојката е мажена. Постави ја. Кога е најтешко? Колку било тешко да се трошат пари што сам си ги заработил. Кога лисијата паѓаат.
Кога ќе се спомене идол, најпрво ни текнува на ноне. Тоа е малото девојче со големо срце. Толку кратко време постигнавме огромна слава, не знаеја во сите вестници, не имаше. Значи станавме многу популарни, колку некои што се обидуваат да бидат популарни веќе со години. Македонската публика се уште памети кога Ноне остана единствениот македонски представник во финалето. Идол ми помогна многу полесно да дојдам до онаа слава која што ми беше потребна за да продолжам понатаму. А понатаму се одеше многу брзо. Добро помина албумот, промоцијата, добро се продава албумите. Промоции на песни и спотови и учества во познати емисии. Као да ми се олесни патот, било каде да одам. А патот ја води во далечната Австралија, и тоа 2 пати, до сега. В Австралија се поминав многу убаво. Овој пат многу поопуштено за разлика од првиот пат. Можеби затоа што бевме многу подолго време. Доколку не си веќе позната, дали би се пријавила на македонскиот идол? Би се пријавила без размислување и мислам дека, но би се пријавила да го имам сега ова искуство собрано. Денес Ноне веќе има изградена музичка кариера и знае да се носи со товарот на славата. Ако сте дошле на аудиција да се зезате, гадно сте се зезнале. Овој член од жирито покрај со поглед сече и со зборови. Ако сте девојка, не се надевајте премногу, нема да биде попуслив. А момците, издржате машки. Беше и си остана шармер. Ке докажеш? Третиот член од жирито, Тони Михајловски. Поврзаноста на Тони Михајловски со музиката е во тоа што кога тој сака, тој пее. Јачу се после од кучи. Откако ја испеа Зајди во филмот Буре барут, немаше ништо што ќе го спречи да продолжи. Тоа е најголемиот пример дека никогаш не треба да се откажува човек. Една од главните лекции што треба да научат младите. Жали горо, жали. Тони го знаеме, со коса, без коса, со мустаки, во цивилно, во војничко. И секогаш има нешто мудро да каже. Како се вика швалер на кинески, ти знаеш да, така? Чук фук чао. Во неговата емисија Опуштено, во која е автор и водител, често пее со бендот кој што настапува. Самиот вели дека не знае да пее, но сака и затоа во својата емисија си дозволува да запее за душа. А ја мислев, ја не знам да пеам. Нели е инспиративен? На Фејсбук има отворена група Тони Михајловски, кралот над кралевите. Затоа го седнуваме на престолот да биде судија. Ке знам дека е тоа, кога ќе го слушнам, кога ќе го видам. Во ова жири најверојатно треба да бидеш суров. Нема никакво оправдување на замореност, нема никакво оправдување на ми рикна гласот, нема никакво оправдување околу тоа не можам сега. А во овој бизнис и во овој циркус треба константа за да се обстои, ништо друго. Значи, инциденти не се признаваат, ниту па треба да се верифицираат. Она што треба да го видам кај човек е да има познавање од таа музика, да ја чувствува музиката, да ја носи со себе, да ја пренесува, да го прави тој контакт со луѓето. Доколку тоа го нема, тогаш и јас како и публиката ќе бидам суров, а и вистинит, праведен. Мислам дека ќе им биде тешко малку со мене, но со среќа на сите нека има. Пред идол навистина се занимавав со музика, но не толку професионално како што после шоуто се занимавам со музика. Па нормално, се зарази со магијата на сцената, а и публиката те поддржува и посакува. Но твое е да одбереш која ја сакаш. Буквално ние сите се дружевме во текот на целото шоу и немаше никаков страф, едноставно пеевме и бевме свесни дека нормално секој ќе отпадне од нас и нормално се боревме за титулата идол. Така е.
Никој не знае кој ќе биде првиот македонски идол. Шоуто Идол премногу влијаеше на мојата кариера, комплетно ме смени во поглед на професионален план. Еве го Александар денес, со песна гитара и сигурен во себе. А од тука започна се. А колку тој се чувствува дел од македонската поп естрада. Ми е мило што веќе ме ценат како соло пеач, ја ценат мојата музика и погото и публиката веќе кај да идам на настапи ги пеат моите песни во еден глас. Едноставно живеам за музика и за шоу. Уште тогаш знаеше да направи шоу. Мислам дека сите кои се талентирани и кои што мислат дека знаат да пеат би требало да се пријават токму на ова шоу, Македонскиот идол. И јас би го направил истото доколку не учествував на Бугарскиот идол. Дали сте во искушение да го смените каналот? Но може би тогаш ќе пропуштите некој за кој утре целиот град ќе зборува. Останете со нас. Па посебно ме прави тоа што немам ништо кај мене посебно. Се викам Тајанска Елисавета. Или не? Чек лична карта да видам. Значи имам посебен ритуал пред пењето, се распегувам, значи со И доаѓам од гостиор. Или не? Ростуше ќе да беше. Турбофолк не ми лежи многу, алергичен сум на таа музика. Полудечу. Ко? Аудиција. Сте билели некогаш на некоја? Ако не сте, спасете се додека се уште можете. Тоа сум ја и џабе се редете таму кога секој ќе победам. Ужасно е. Толку многу луѓе на едно место дојдени да се пријават. Сите ви се конкуренција и сите се пред вас. Потоа одите во собата за чекање. Таму има толку гужва што веќе нема ни каде да седнете. Сите сте за исто дојдени тука, а може да биде само еден. Слушате како некој се загрева и пее, како што вас никогаш не ви успеало. Почнувате да се сомневате во себе. Ќе го покажам ли тоа што го вежбам? Што ако се посрамотам, дури влезам, косата ќе ми се растури. И додека размислувате за сите овие работи, чекате и чекате и чекате. Се трудите да изгледате искулирани, но притисокот е преголем. Не се издржува. Парате е помирно место за вежбање. Сетилата за мирис се затапени. Се ориентирате само на сетилото за слух. Излегувате. Може би сте вие наред. Повикуваат некои броеви, не е вашиот. Повторно чекате. Нема сили веќе ни за вежбање. И таман кога сакате да се опуштите и мирно да го чекате својот ред, вие сте наред. На жешкото столче пред аудицијската сала наредени се по 5 кандидати. Некој веќе внатре пее. Озборуваат город. Фалш, стој. Сечи, пак. Што му кажуваат? Некои излегуваат со некаков лист. Некои не носат ништо. Некои се срекни, други се прават дека им е сеедно, а им се плаче. И така се додека не седнете најблиску до вратата. И тогаш влегувате како во судница. А таму се тие, судиите. Се покажа дека интересот за ова шоу е навистина голем. Имавме пријавено околу 2000 кандидати, што по имейл, што по писма, оној стар добар начин по пошта. Им дадовме шанса на сите, но не сите ја искористија. Тоа не значи дека треба да се разочараат, ги чекаме и следната година. А ние стигнавме до бројката од 400. И сега повторна аудиции. Па за да стигнеме до бројка од 20. Па до 12. Охо, ќе биде весело. Сите се добри за сега, имам добра конкуренција и се надевам уште поголема конкуренција, значи за сега колку што ги видов кандидатите се добри, али не сум ништо посебен од нив, се разбира. И тие се добри колку што сум и јас. Сега ќе видиме најдобриот нека победи. Со тебе сум бил, но хајде јави ми, за да знам да дојдам
на место кај што си ти. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Just keep coming around. Hey, what do you want from me? What do you want from me? What do you want from me? Скопје. Изгледа толку мирно од високо. Кој знае колку таленти чекаат да бидат откриени таму долу. Не само таму, во нашата темелна потрага низ цела Македонија. Започнува најпопуларното музичко шоу Macedonian Idol. И тоа од Охрид. Започнуваме со Охрид. Охрид. Ке даде ли бисерот балкански некое бисерно грло? Или можеби само празна школка? Градот кој уште го нарекуваат и Европски Ерусалим, заради 365 цркви во минатото. Можам да замислам каде дел од нашите кандидати биле ден пред аудицијата. Дали се помолиле ден пред аудицијата, не знаеме. Но затоа е тука нашето жири да ги изслуша нивните молитви. Па пејте. Пријателите ми замеруваат пред се на тоа што не знам да застанам кога ќе се зезам со некого. Кога ќе почнам да се зезам на нечија сметка, значи одам до крај, додека некој не заплаче. Дали македонскиот идол е баш тука? Или Охрид ќе остане најпопуларен по Охридско езеро? Фокус соба, место каде што си отворате душата пред настапот. Можете да си кажете што сакате. Кој друг ви дава таква слобода? На ова шоу ме пријави некоја од другарките се, не сум сигурен која другарка, точно но некоја од другарките. Сигурно е онаа што нема да те изборува после аудицијата. Златко, кои се твоите очекувања? Па, моите очекувања се пред се, со душе немам некои големи очекувања, пред се дојдов да се забавувам тука, па што ќе одлучи жирито, тоа ќе биде. Ке станеш ли македонскиот идол? Зошто да не? Златко е папарацо во магазинот Свет. Еве како се добива информација од прва рака. Прав професионалец. Име и презиме? Златко Китановски. Овде пишува дека работиш во магазинот Свет, така? Новинар си или репортер? Фоторепортер. А тоа модерно како се вика? Папарацо. Ти да не дојде да шпионираш? Кажи, брат, кога сликаш, те тепаат често? Обично не ни се јавувам дека сум тука, сликам и си одам. Ајде, запеј нешто. Понека љубав можда вреди бола, моја и твоја више не, јер ти си само трак у пјеску, горка бразда која не стае. Стоп. Не? Па не и од мене, пријател. Папарацерски? Не, и од мене. Пријатно. Мислиш имаше скриен апарат негде у него? Не. Мислиш ти тогу се модерни овие, денешниве, нашиве новинари? Дегај таму, ајде. Тоа да прашаш у полиција, у обезбедување председател нема тоа. Опи. Кажи бе да. Кратка беше дружбата со Златко. Тоа е тоа, не подготвив македонска песна и здравје следен пат кој ќе подготвам македонска песна. Му посакуваме да остане насмеан. Јас сум новиот македонски идол. Ма нема шанси мене да не ме изберат, јас сум новиот македонски идол. Цилега живота, моје стило е без нje. Ако ништо
важен елемент во пеењето како професија. Освен најпрво што треба ни да поседуваш гласовни способности, мислам дека е важен изгледот. Фетиш ми се чевлите, имам околу 30 пара сигурно чевли. Значи никогаш не е доста за мене колку и да имам. Во зависност од расположението, ја менувам и гардеробата. Со ваков изглед бегувам во финале. До финале има уште неколку круга, но оптимизмот секогаш помага. Се бањаш ли во езеро пред да пееш? Или може би пееш под вода? Не сум пробала до сега, ама ете можда и тоа искуство. А искуството е најголемо школо. На пластична операција? Па не сум против нив, меѓутоа нели природно си е природно. Па јас би го дала значи најдоброто од мене и се надевам дека ќе му се допадне на мојата публика. Па ти веќе имаш своја публика. Најверојатно дошла да ни покаже дека е најдобра. Ај баш да видиме. I keep on falling in love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I've been you. Може нешто од Калиопи? Месечина, например. Ти текнуе? Месечина, месечина, јој, јој, сонце сија, сонце сија. Само си ти месечина, под ова небо што ме покрива. Само ти и никој друг не ме прати во далечина. Стоп! Да гласаме, може? Ја може прва? Ајде. Да. Да. Со оглед на тоа што студира медицина, ќе ја имаме низ болничките ходници Алиша Кис во бел мантил. Браво! Македонија заврши со потрагата. Јас сум добил македонски идол. Јас сум Бојаровска Елена и учам во средното училиште Свети Климент Охридски од Охрид и имам 16 години. Фанк стил не оди без жилет на врат. Може би ќе треба да го употребиме кога ќе запее Елена. Има многу лудори во мојот живот, се фарам на секој 2 недели, например црвена сега, розева, зелена, лилава. На кого ви личи? Осборнс, фамилија. Да. Елена, за лимузина е рано, ама Бетмобилот те чека надвор. Елена, како е? Многу супер. Помина? Да. Во свој стил влезе Ели. Не навела кој е незиниот идол. Може би Шварценегер? It was someone else was identity. Why do I need to prove myself? And who is the judge of my sanity? Roll me through my old emotions, find feeling so misery. I beg with my soul to get back the truth, where I'll be faced reality. Life is a book and you gotta read it. Life is a story and you gotta tell it. Life is a song and you gotta sing it. You got to know how to live it. Ели се бореше со тремата како со Терминатор. Не. Може уште еднаш? Јас ти предлагам вака, да дојдеш во друг град. Може? На крај, Терминаторот победи. Не може сега уште еднаш? Повели, излези, отстапи му место на друг, се гледаме во друг град. Но Ели не се предава. Излезе како што влезе, мирно и тивко, но како да сакаше да каже I'll be back. Разочарана се, не се представи добро? Која песна пееш? Не пеем, боли грлото. Грлото те боли, не можеш да пееш? Ели веднаш тргна, за да стигне навреме во вториот град. Може би се прашувате зошто некој би поминувал низ овие аудиции и зошто би ги трпел зајадливите коментари на жири комисијата. Одговорот е во договорот. Убаво се римува, нели? Убаво ќе му дојде и на онај најдобриот, кој што ќе го потпише договорот за музичка соработка.
вреди за трудот, нели? Видовме тројца кандидати до сега. Да видиме дали некој од следниве ќе го стави својот подпис на договорот. Можеш да влезеш. Ти покажи и види најс, окей? Верува дека се што се сака, се може. А Сара сака да пее, па според тоа може да стане идол. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life. And now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold. Многу си млада, од мене сега за сега не. И јас ќе кажам не. Моето да ќе ти биде не, меѓутоа за да не се откажуваш во животот, еве ти едно да за мезе. Поразот ќе го издржи машки. И? Многу сум била мала. Или не? It's not just sentimental. She has a grief and care. Јас сум Викторија Петреска од Охрид, имам 14 години. Викторија почнува да пее на 2-годишна возраст. Сака да позира, да биде фотомодел, а добива и награда за нејзина фотографија. Дали талентот е наследен? И од кого е талентот ако е наследен? Па јас мислам да, зашто сепак нашето семејство е доста креативно и артистички настроено. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Стоп! Нешто друго да ни отпееш, може? Hit the road, Jack, например. Билионер, значи нов хит светски. I wanna be a billionaire so freaking bad. But I love the things I never have. I wanna be on a cover of Forbes magazines, smiling next to Oprah and the Queen. Честитки! I wanna be a billionaire so fucking bad. Се чувствам се уште возбудена и уште треперам. Hit the road, Jack е добра песна за смирување. Чест ми е што ќе учествувам во македонскиот идол. Дарко засега работи во хотелски бар, а сака да биде славен. Секој ден кога сум на работа, си слушам музика и подпевнувам по некогаш. Така, значи, има еден склоп тука, музиката и работата. За прв пат јас се пријавив на оваа големо шоу, Идол, кој за мене представува едно огромно искуство. Благодариме за кафето. Пари немаме. Овие натра се отров. Сигурен си дека сакаш да влезеш? Сакам секако. Знаеш да пееш? Да. Ако не знаеш да пееш, не знаеш колку се лоши. Ке издржам. Храбро момче. Са знаеш да пееш, Ке се не справам знаеш со нив, да, знам. Не знае да пее. Не знае да пее. Да го пуштам. Да го пуштиш, такви чекаме ни овдека. Пуштај, вика. Во животот сака да оди на сигурно. Затоа идол му е најголем предизвик до сега. Дарко, тука нема ништо сигурно, ама барем е забавно. Дарко, што ќе пееш? Од Мартин Вучич муза. Тука си, за да бидеш мојот светилник, низ овој живот полн со измами. Добро е. Не е добро, додека не е најдобро. Варете, смири се, разбија тремата и почни од рефренот, може? Ајде, само полека. Те изваја во песна, за да бидеш вечна ти, за да ги тешиш сите влюбени. Стоп! Сега е подобро. Дарко, нешто ми кажува дека ти, например, би бил во состојба сега да отпееш Цесарица од Оливер Драгоvić, знаеш?
Cijelega života ja sam htija samo nju, da do njenog srca nađem put. Cijelega života moje tilo je bez nje, kad cviće bez vode. Ej, cijelega života moje tilo je bez nje, kad cviće bez vode. Dobro. Da li бев во право или во право сум? Мене исто ми се свиѓа ова цецарица. Ja velam da. И јас велам да. По и ја да речам едно да и да си бегаме некај дома, а? И значи поминавме? Па нас место треба да бидеш среќен. Секој различно се радува. Дарко е од оние кои што не покажуваат. За вкусовите не се дискутира, а на мајка сите се таленти. Но кој е единствениот идол? Се враќаме брзо. За музика, да ви кажем право, не би раскинал на девојката доколку е многу убава. Ова беше добра изјава, а ова следува. Опа, брейкденс. Универзална, мислам секаква музика, освен странска. Зошто никој не ми кажал дека странската не е универзална музика? Не, срамотилаци. Јас гласам за тебе да. Јас се пријавив за да бидам наредниот македонски идол, затоа што мислам дека можам. Здраво. Како си, како се чувствуваш пред да влезеш внатре пред жирито? Супер расположен. Возбуден си? Да, возбуден, мало има адреналини, трема и... А кога гледам на те боичка си фатил, што од сонце, што од трема? Сакаше да каже црвен си во обравчињата. Меѓу 10 збора со кои се опишал Денис стои млад, паметен, убав. Девојки, се согласувате? Е, убава лична момче. Имам трема така мало и со текстовите имам проблем. Трема? Ќе ја разбијаме. Денис, ај те молам се облечи мајцата за атер на Дада Калиопи. Јас сум Денис Мурат, доаѓам од Охрид, имам 23 години. Рибарот Климе, добар си? Зашто живеам тука или? Да, сум. Не те праша тоа, бе, не. Зашто? Аха. Има. If I can do it, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I spread my wings and fly away. I believe I can soar. Стоп! И јас исто порано кога ќе опрем 7 мислев дека I can touch the sky. I can fly. Ај, леташ малку, стари. Како што си тука во живо, таков си овде на фотографијата. Истата мајчка. Те видам. Може има 4 такви мајчки. Значи, кога те слика, сега, ево, сликан и корпус деликатес на маса. Ај да слушнеме нешто наше македонско, може ли? На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чека еден све на свет. На 223-305 побарај ме. Окей. Да ви кажам, се сеќавам на Фала, приказкава Денис. дека овој телефонски број на вистина постоел. Да. Сеќавам како дете и дека Луѓето, пишуваше во да. екран тогаш или каде дека тоа семејство имало страшни непријатности. Сеќавам. Скандалозно. Да гласаме, може? Јас сум за. Да. Денис и јас сум за. Да, и од мене. Разочаран си? Не примија. Глуме. Сакаше да ја исплаши Ивана дека веќе нема да го види. Еве уште еднаш, за оние кои што уште се прашуваат дали на вистина се соблече. Музиката е мојата храна во животот, кога едноставно јас сум гладен за музика, така да музиката ми е се во животот. Би ја оставил и љубовта за музиката и се. Никаде не пеам. Ова ми е... Сум поминал многу аудиции досега. Ова е уште едно додатно искуство за мене, ова е супер нешто.
13-ката можеби ќе биде срекна за нашиот 13-ти кандидат. Никаде не работам, работев во радио и уште работам. Игор, многу сум сакал од секогаш кога човек ќе ти објасни све во 2 збора. И јас и он ти објаснува и ти пак ништо не разбираш. Колку време се занимаваш со пеење? Последниве месеци почнав да пеам, активно почнав да пеам и така да... Епа, малку време е тоа. Your hair is dancing on the wind, your eyes are burning up my skin, and dance I'm happy when I see that you aren't smiling back at me. That's it. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Јас си пишувам песни, кантавтор сум. Имаш твоја песна? Зада негова песна. Ајде да ја чуем, ајде. If I told you that I'm starting to lose my mind again, sleeping with a broken heart is better than I can tell. Every time I cry for you, I'm hold you in my hand. Дарко и се восхитува на Леди Гага и мерак му е да ни испее песна од неа. Слушаш Леди Гага и можеш да ни испееш нешто од Леди Гага? Hello, hello, baby, you call, I can hear a thing. Каков говор на тело. I got no service in a club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up for me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Kinda busy. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Ех, да знае Гага каков мистер ја чека во Охрид. Мистер Гага, Дарко, не остави без зборови. Нормално, се гледаме во Скопје. А оваа песна беше од Леди Гага? Леди Баба. Леди Гага. Леди Джабе. Леди Джабе. На Нино Леви му се роди второто дете, синот, на денот кога е роден Чехов. Немој моля. Да, и он си го крсти Антон, по Антон Павлович Чехов. Така. И си му се вика Антон. Антон. Леви. Кои биле првите зборови на Антон, знаеш? Кои биле првите? Гага. А ој дека евреин, шо може друго? Евреин. Се пофали у театар. Син ми прозворе, што кажа Нино? Гага. Александар Натања Кочевска. Прв збор? Не. Храна. Немој. Што сакаш да бидеш мама кога ќе пораснеш? Стомак. Не сум да знаела. Дарко, вети дека ќе испееш најдобро и... Јас поминам. Браво, супер. Браво, Дарко. Супер, сега струга, стрекна. Сега цела струга, нека се пази се. Имаме нов музички идол. Кој е новиот музички идол? Па се разбира дека сум. Дарко, а да ни кажеше порано, ние го баравме идолот уште во 9 градови. Ова се оние кандидати кои поминале. Имала е очи, боje вена, boje Dunava. Boje vena, boje Dunava. Не можам по тебе да оздравам, се та љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Ain't no sunshine when she's gone. She always gone too long. Anytime she goes away. Немам уметничко име, меѓутоа моите другарки понекогаш знаат да ме викаат Лавче поради мојата коса. Овие 5 минути се твои. Со бројот на Джеймс Бонд влезе Маријана, а и незиното мото не е далеко од неговата девиза. If you can dream it, you can do it. Затоа Бонд може се. I want to break free. А Маријана може да го испее Квин во самба ритам. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. Yeah. God knows I want to break free. Жирито не се мачеше многу околу одлуката. Бонд, Маријана Бонд. Се гледаме во Скопје. Задоволна сум од себе си, бидејќи немав трема, се опуштив, бев своја. Мамичке, погоди шо.
извлеков. Така. Сакаме да гледаме насмеани лица, затоа ние остануваме се уште. Охрид е град кој што во текот на летото живее 24/7. Можно ли е овде да не го најдеме македонскиот идол? И тогаш се појави оваа личност и веќе ништо не беше исто. Те споредуваат со Бон Джови, ти годи или ти штети тоа? Може би заради коската. И за тоа што сте рокери. Може. А знаеш ли зошто девојките го сакаат Бон Джови? Единствено. Супер. Вела дека има добра позадина. Да не речам задник. Па зар не си приметил досега? Еве како се вика човек. Не сака споредби со Бон Джови. Струва имам 25 години. Дали си настапувал некогаш на телевизија? Бев на Евровизија. Не те паметам дека си не представувал на Евровизија некако. На Скопски фестивал си бил. У кореографијата беше? Мислиш, на Скопски? Да, во Скопје. Чест фестивал. Со Дуо Слайд. Што ќе ни отпееш, кажи? Ќе пеам од Пере од Нокаут, Лебед од Бед. Од Пере? Може. Пере Пеки. Може, наш Пери. Ми мирисаш на пролет, ми мирисаш на дождова пролет. На мене врели усни врежува траг. Мислата твоја, зборот твој душа ми гре. Ти си та, што ме буди секој ден. Јас дешифрирав ти на кого ми личиш. Ти не си Јон Бон Джови, ти мене ми личиш на плюкнат Ален Исламовиќ. Ја. Јас гласам за тебе, да. И јас да сум да. Треба, кога ќе кажеш Ален Исламовиќ, тоа е еден одреден лик на овие простори и не треба да се лутиш на споредбата, да пуфкаш со раце, да марташ ова, него треба да го прифатиш како комплимент. И затоа ќе кажам не. Ма Иво е уникатен. 3 пати напред, едно назад е неговото мото во животот. Не беше тоа правото македонско оро? Насмеали си. Да. Само не ти палеш. Кај тргна бре, момче младо. Ми рекол дека сум личал на Ален Исламовиќ. Почитувани членови на журито, извинете, али мене овој стварно ми личи на Ален Исламовиќ. Зашто они беа сите згодни? Се занесува дека е звезда. И води понатаму. Со песна или со оро, Ивица се движи низ животот и поминува право во вториот круг. Се пријавив на македонскиот идол за победа. Скромно. Джиджи има цел во животот да стане пејач, а мотото му е да стане звезда. На право место си дошол, момче. Сајди, сајди! Мухамед Осман, од Охрид, имам 17 години. И јас сонце. Прекарот ми е Джиджи, так во градов сум најпознат. Зошто тебе те вика Джиджи? Па бидејќи со врела вода, казан, ми падна на ракава, сум излегол на прозорец и сум викал Джидж. И од тој ден Джиджи ми го извадил кој име ми е. Ти правило Джидж. Тоа ми е од детинство. Мене ми беше друга Джиджи Париджи. Знаеш Джиджи Париджи, како не го знам Джиджи Париджи. Надвор ми рекоа дека си играл добро брейк денс. Вау, ритамот ти е во крвта. Но тука треба да се пее. Никогаш не сум имал многу да ти дадам, никогаш. Само љубов како дете искрена, но не ти беше доволна. Туѓа си, веќе немам право да те имам. Туѓа си, колку години те чекав преку пат, за да те сретнам некогаш. Джиджи е 2 во 1, игра и пее. Значи помина. Гледаш дека сум те среќа? Гледам. И затоа сакаме да го видиме во Скопје. Од секога сум сакал да станам пејач и желбата ми се исполни.
Завршивме со Охрид. Сега одиме во Кавадарци. Шефе, пали пента. Кавадарци не може да одиме. Немате езеро во Кавадарци? Има, ама не е поврзан. Сакам јас нежно да ми шепоти. Inšulenjen si. Dida. Quando estoy triste y si te vas. Und jetzt, mein Lexi Amanida. Und Нещо Keren. значи тоа. Ne? Angel moj, angel moj. Па нема други рапери на светот. Толку еден. Сладкар и тоа. Ова беше првата емисија. Се гледаме следната недела и запомнете, тоа беше само почеток. Не можете ни да предпоставите што се ќе имаме во наредните емисии. Чао. Тоа срце кому припаѓа, стрекнали си ти, далеку од мене, мила или спомени, креват како груба спила, да ми најде мир, таму кај што од мене се скри.